колежката Илиевска по ваше налагане зборуваше разразбените програми. Вие я предупредихте со дофрлање одместо на колегите дека треба да се грижи за развојната програма. Последните 20 советници од ММР ДПМН, ама збор не кажа за развојните програми, ги одржаја за политичко предавање за тоа што се направила власта, како успешно ги добивала изборите и колку добро работела. Че јас ќе се обидам да одговорам и на двата дела, почнувајќи од развојните планови на општина Битола, па и оно што беше последно искажано на лицето господин човек. Што се однесува до развојните планови на општина Битола за наредниот период, ако некој ги има пред него развојните планови на претходната година кои сме ги носеле, ќе види дека се работи со сосема истите проекти и ќе види дека се работи со сосема истите планови во општина Битола. Сумите се различни, во зависност од тоа како сакаме да ги представиме. Ваквите проекти до ова дел од нив нема да се реализираат и во оваа година, исто како што не се реализираа и во 2015 година. Оно што е известно е дека ќе се направи дел од инфраструктурата во касарната и тоа онаму во Арама делот од Арама 1, односно 1/3 од касарната, каде што имаме обезбедено пари или кредит од 2,5 милиони евра. И таму, во таа касарна, не се направи нов град, во таа касарна општина Битола и градот се распродаде земјиштето, се потрошија парите и сега треба да се задолжуваме за да направиме на луѓето вода и канализација и осветлување. Со тие 2,5 милиони ние ќе ги направиме 1/3 од касарната, останатите 2/3 ќе останат надвор од нашиот домен. Како ќе направиме, или тоа дали тоа ќе значи само премостување на новата локална самоуправа по година и пол, тоа е прашање на кој деновите што доаѓаат ќе ни дадат одговор. Во овие развојни планови нема ниту еден нов проект. Дека е реални, не се реални, дека сумите кои се во нив напишани се преголеми и нема шанса да се остварат во буџетот во 2016 година. Вие сте сведоци колкав ќе биде буџетот 2015 година, а буџетот 2016 ќе биде ист, ако не и помал од овој што ќе го усвоиме во 2015 година. Морам да ве подсетам дека еден од советниците на минатата година ви каже, кога ние дискутиравме за развојните планови, ни каже: зарем вие сте против кружен тек евензиската помпа Лукойл, зарем вие сте против стадион, зарем вие сте против Довлечик, зарем вие сте против јавно осветлување, зарем вие сте против киломанаки. Не, ние ништо не сме, меѓутоа и тоа што сега бевме реални, дека сумите кои ги пишувате и идеите кои ги имате ви се нереални и нема да ги остварите, бидејќи пари немате. А парите, кажат дека претходно, како ги испотрошите. Зборувате дека, ќе ве подсетам, дел од советниците направија работи кои се оствариле во претходните 10 години, и се одложат трупувајќи во еден кош, во една дука, како еве владата на ММР ДПМН е заслужила за се што се направи. За да ги тргнеме, не е мало да ви знаете дека е тоа така, меѓутоа се ќе ве подсетам дека огромен дел од работите кои ги направивте се направени со странски пари. И кога земате странски пари, дали се тоа пари од УСАИД, дали се пари од Европската унија, дали се тоа пари од членки на Европската унија, тогаш е се во ред. И немате проблем ги трошите и на никому не кажувате, тоа го припишувате како ваш проект. Оно што најмногу го спомнавте денес, Татскиот дом. Тоа е направено со странски пари. Тука ниту владата има принудност, ниту потрошите денар од буџетот на општина Битола. Другата за Грција, странски пари.
училище Стив Наумов странски пари, дом за доечна странски пари, средно музичко училище странски пари, Георги Сугарев странски пари, Тумбе кафе холмски пари, Плюгата Труцияла Тегов странски пари, нова требната површина рефлектори на стадион странски пари, Европска футболска федерация. И сега се поставя упрашението, ако се ова сте добили странски пари или некој ги подложил, каде како општина Битола сте ги потрошили 250 милиони евра од фондови сумари. Или ако правиме споредба, оно што сака да се споредувате, вие имавте, некои од колешки да кажа, вие имавте прилика да направите, меѓутоа со тој буџет и со таа општина, еднаш кажав, исто ќе повторам за тие што не запамтиле, дека тој буџет требаше да биде 100 или 120 години, за да може да ги стигнеме парите кои се потрошени во овие 10 години. Значи 120 години власт требаше да има сегашната опозиција за да ги потроши истите пари кои ги потрошите вие во претходните 10 години. Кога зборуваме за се она што се направило, да, сега зборуваме за детското, ни беше спомнато детското одморалиште, за толку пари. Еве, вие сте 10 години излушно детското одморалиште, не го седовте, не го дадовте на некој кој ќе користи со повеќе пари. Иако, десетина пати најавивте дека ќе го одземите од оние што сега му е дајано. Како врвна работа, го спомнувате падот Охрид Ресен, реконструкција на падот или Битола Ресен, која ќе се одвива не знам до Бога, а почна после 10 годишно владење и јадни се потрошени милиони евра потрошени од страна на оваа влада. Зборувате за автобуски стојалишта во градот, меѓутоа треба да бидете искрени да кажете дека автобуските стојалишта во градот ги прават превозниците од налачка, која ние како советно ја наметнавме и ја изгласавме овде. Значи секој, ако сте заборавиле што сте гласале, секој превозник, без разлика дали е овој кој патува за жабени или градски сообраќај, за секое состанување на постојката е должен да издвои 3 денари. Или, ако не сака да плаќа по 3 денари, тој треба да ја направи по автобуски стојалишта. И автобуските стојалишта се направени со средства на превозниците, а не со средства од буџетот на општина Битола. Значи не сте потрошили пари од тој дел. Она што неколку пати ни се имаме и нови совет разговарано, превозот на ученици, како што викат советниците, проект со кој им се овозможи превоз на учениците. Почитувани пријатели, за тој превоз на ученици, две лица, кои сега изборуваме со иницијали, таа ги баравме, лицата ВТ и СБ, добиваат кривични пријави. Запленета е документацијата од општина Битола, запленети се од документи од катастарот и од управата за јавни приходи и тие најверојатно ќе одговараат пред специјалното јавно обвинителство. И колегата пред мене вика сега ние нема да даваме, Ѓорги Иванов не е тој што ќе даде полиција, меѓутоа ве молам, почитувани, немојте така лесно да се откажувате од луѓето за кои чии одлуки во претходните 10 години ги гласат. Значи немојте да се откажувате од такви одлуки, па сега што ќе направат нека видат. Ако ништо друго, не е со тоа да промовирате храброст, туку би требало барем да се извините, да кажете почитувани и ние грешевме. Немаме кривична и политичка одговорност, меѓутоа грешевме. Меѓутоа храброст за 10 годишно подржување на одредени одлуки за кои ние сме ги изборувале, вие сте ги подржувале, па сега уште сте храбри и извинете, ама тоа не може да помогне. Најмалце што треба да направите се извините, да кажете дека ова не беше во ред и се извинуваме и на Битолчани затоа што ние ја подржувавме оваа политика. Никогаш не сме кажали дека буџетот на општина Битола е незаконски, а ние го подржуваме него, затоа што мислиме дека многу поправилно може да се искористи оној што ние сакаме да го користиме и како што сметаме дека треба да го користиме и не сме кажали дека ние со такви ефтини популистички наслови, да кој е незаконски, не треба да ги земате паушалите,
има советници од кои доаѓаат, немаат спомнато ниједен збор, па ги земаат паушалите. И сега, не да се откажат. Значи, такви популистички приказни не може да врват во и не би требало да врват во Советот на општина Битола. Кога сме за големите проекти, и оно што го кажа еден од колегите, кога измешавме се и се што, типот на прави оваа влада вака, оваа влада прави вака, и би треба да видиме свесни дека повторно пред 2 месеци оваа влада се заложи со 270 милиони евра и денес сака и не знам како заврши или утре да се заложи тој со 100 милиони евра. Ако така се заложила втората растичка економија во Македонија, во Европа и во светот, ако така се заложила првата Doing Business, не знам како се заложува 10-та или 15-та. Тука значи многу работи не се измешани и многу лесно ги кажуваме бројките за тоа како и што ќе се оствари. Многу се навраќа нова од типот ние изградивме нови градови, нови влезови, не знам, нови излези од градот и тоа поштувани изградивме и како град во касаната со сположување. 2,5 милиони евра ќе остане изложено тоа после завршетот на новиот мандат, а Македонија, спомна колегата Ключија, веќе се ближи кон некаков јавен долг од 5 милиарди евра. Тоа се ќе признаете многу пари. И на крај би завршил, колегата Милошевски спомна некој светец, Неверен Тома, не знам дали би во православието или во другата, но некоја друга религија, и тоа имаше еден друг светец кој кога неговиот учител го затворија, дури не пропеја првите 5 или 3 пати се откажа од него. Моите и вие да видите тие што кога учителот нема да види тука, до утрото 3 пати ќе се откажа. Не сега ме спомнувам, знам кој беше. Меѓутоа до 5 минути 3 пати се откажа учител. Благодарам на